Мудрост Соломонова, 18 глава. А за твоите свети имаше најголема светлина. Оние слушајќи им го гласот, а не гледајќи го нивниот лик, блажени ги нарекува затоа што не страдаа. А за она што порано беа навредувани од нив и не им се одмаздува, им благодареа и ги молеа за прошка, што ги прислувале да страдаат. Наместо темнина им даде огнен, светол столб, за да им биде водач по непознат пат, благо сонце за среќно патување. Египтјаните беа заслужили да бидат лишени од светлината и во темнина да бидат затворени, затоа што ги беа држале затворени синовите твои, преку кои на светот требаше да му се даде вечна светлина на законот. Откако решија да им ги избијат новородените деца на светите луѓе, макар и да спасие едно потфрлено дете, за казна, ти им одзеде многу деца и нив самите ги погуби во големата вода. А таа ноќ однапред им беше јавена на нашите предци, та знаејќи ги ветувањата во кои веруваа спокојни да бидат. Твојот народ го очекуваше и спасението на праведните и загинувањето на непријателите. Зашто она, со што ги казнуваше противниците, со тоа истото не прослави нас, повикувајќи не при себе? Тогаш побожните деца на праведниците тајни жртви пренесуваа и еднодушно божествен закон уредија. Светите луѓе еднакво да учествуваат и во добрини и во опасности. И тогаш ги запеа светите песни на татковците. А од спротивната страна се слушаше злогласниот вик на непријателите и тажниот лелек над облакуваните деца. Со еднаков суд беа казнети и робот и господарот. Истото го поднесуваше и простиот човек и царот. Сите заедно имаа безброј мртовци, умрени од иста смрт. Живите беа премалку за да ги погребаат мртвите, зашто само во еден миг загина нивното најмило потомство. И тие кои поради делата на нивните мајесници во ништо не веруваа, кога им загина нивните првородени деца, тогаш признаа дека овој народ е син Божи. Зашто додека тивко молчење исполнуваше се, а ноќта во својот тек беше стигнала до средината, од небото слезе, од царските престоли на земјата, предодреден за пропаст, како страшен војник се силниот твој збор. Тој носеше остар меч, неизменливата твоја заповед и откако застана исполни се со смрт. Тој допираше до небото и одеше по земјата. Тогаш одеднаш силно ги исплашија привиденија на ужасни соништа и настана ненаден страв. Паѓа полумртви, еден овде, друг таму, си кажува еден на друг зашто умираат, зашто соништата што ги потресоа, однапред им го беа тоа кажале, за да знаат зошто злото ги постигнало. Иако смртното искушение и праведници допре, та многумина и од нив во пустината загинаа, но тој гнев не потраа долго, зашто безпрекорен човек брзо се застапи за нив, вооружен со оружјето на својата служба, со молитва и кадиво за измирување. Тој стана против гневот и на маките им стави крај, а со тоа покажа дека е слуга твој. Смртта не ја победи со телесна сила, ниту со силата на оружјето, туку само со зборот свој го победи напасникот, откако ги спомна клетвите и заветите на предците. Зашто кога веќе со купишта лежи еден врз друг, тој застана сред нив, го сопре гневот и им го пресече патот кон живите. На облеката негова беше целиот свет, и имињата славни на предците изрезани беа врз камења во 4 реда, а твоето име врз диадемата на главата негова. Пред тоа отстапи погубителот и се исплаши од него. Само малку го осети гневот твој, и му беше доволно.